Таму каде што имало политичка волја и интерес за прогрес, разликите многу полесно се надминувале. Навестували македонскиот премиер Димитар Ковачевски дека владата е подготвена за брзо време да ги прифати сите ултиматуми кои ги поставија бугарските челници. На конференција во Скопје на која учествуваат политичари од двете земји, Ковачевски пријателски настроен потврди дека на последната средба на двете влади се договориле заедно да спречуваат недобронамерна пропаганда, доколку се појави внатре во државите и заедно да се справуваат со говорот на омраза и да го поразат национализмот. Немам исто така никакво сомневање дека со заедничката седница на владите на Република Северна Македонија и Република Бугарија на почетокот на оваа недела во Софија и со посетата на премиерот Петков и неговата делегација една недела претходно, двете земји направија голем исчекор во унапредувањето на односите. Таму каде што има политичка волја и идеја за прогрес, разликите многу полесно се надминуваат. Заедно отворивме искрен и посветен диалог за стабилност и развој на двете држави, поттикнавме продлабочување на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Двете влади се определија да водат политика на градење на мостови, а не политика на градење на ѕидови помеѓу граѓаните на двете држави. За Елхан Кјучук, кој е главниот известувач за Македонија во Европскиот парламент, проблемот со признавањето на малцинствата требало да се примени европското решение. Според него, фокусот наместа на овие прашања требало да се стави сега на веќе 4+1 барање, на кој што инсистира Бугарија, откако владата таму се согласи на краткото име на државата. Не само българите тук, мисля, че и хрватите и черногорците. Такво барање има не само од бугарите, туку и од хрватите и црногорците. Тоа треба да се случи на еден разумен начин и во рамки на процедурите. Процесот е долг, но гледам дека има желба за разговор за оваа тема. А вице-премиерот Бојан Маричек не сакал да лицитира со рокови, кога владата би го отворила уставот за да се вметнат бугарите и да ги гарантираат сите нивни права, онака како што бара Бугарија. Сепак не заборави уште еднаш да повтори дека властите во Скопје го негираат постоењето на македонското малцинство во Бугарија. Утврдување и јавно искажување на какви било временски рокови до сега воопшто не ни помогнаа во разговорите и затоа мислам дека не е добро да лицитираме со временски рокови. Ние сме се уште во фаза во која што ги изнесуваме позициите и од едната и од другата страна и во која што бараме начини како отворените прашања по кои што имаме различни позиции да ги решиме и да ги ставиме во еден план кој што ќе не доведе до подобрување на односите и отклонување на пречките за почеток на преговорите. Од опозицијата реагира дека власта нема храброст пред македонската јавност да каже за што преговара со Бугарија и што содржат одговорите на 5+1 од пакетот барања. Реагираат дека во преговорите меѓу двете влади не е испочитуван принципот на реципроцитет. Од страна на Османи и Ковачевски не е испочитуван ниту принципот на реципроцитет, односно рамноправност, кој што како влада се обврзани да го почитуваат, а истиот произлегува од резолуцијата изгласана во Македонското собрание. Како и Зоран Заев, така и Ковачевски, првата работа што ја прави е ветување на надворешни фактори за отворање на уставот и негова промена. Дека забрзано се работи на тоа што побрзо да се прифатат работите, онака како што ги диктираат властите, потврдува и фактот што на денешната конференција, на која што се разменуваа ставови од политичка и експертската јавност, дискусијата течеше без превод.